Добар ден и од мене. Прво благодарам за отварањето на овие сериозно сензитивни теми кои што и јас како градоначалник, меѓутоа и градот Скопје како институција, особено во изминатава година, сериозно ги отвараме како дилеми и ги наметнуваме како проблеми кои што треба да бидат решени. Идејата е за реформи во организацијата на инспекцијскиот надзор во главниот град на државата, во Скопје, и уште 10 општини, потекна и потекнува од бројните примери во праксата, кои што ги имавме во минатото, во дел ги имаме и сега, а за тоа дека оваа политичка гарнитура на власт или кај нас постои огромна политичка волја, конечно се стави крај на слабостите кои што постојат во системот. Ова нешто јас лично заедно со 10 градоначалници на територија на градот, на општините на градот Скопје сме го разговарале многу пати досега и сме барале решенија како да стасаме до модел кој што ќе биде навистина ефикасен, кој што ќе функционира и ќе дава резултати што ќе значат максимално почитување на законите од страна на сите чинители врз кои што сме обврзани да го вршиме току инспекцијскиот надзор. Откако ја превземав градоначалничката позиција во град Скопје, секторот на инспекторатот во град Скопје значително ја интензивираше својата активност, што може да се забележи од годишните извештаи кои што редовно се доставуваат и се јавно транспарентни и се објавени на веб страната на градот. Бројот на казни и на опомени во различни области во кои што град Скопје има надлежности се зголеми најмалку двојно, а во зависност од годините и областа, некаде и за неколку пати повеќе од двојно. За илустрација ќе дадам информација од последните 2 годишни извештаи кои што се однесуваат на 2018 и 2019 година. Напоменувам 2018 е де факто првата година од мојот мандат кога и се вршеше реформа и дополнување на овој градски сектор со човечки потенцијал. Во однос на комуналната инспекција за 134% е зголемено постапувањето на инспекцијата по барање на граѓани, односно од 82 барања во 2018 на 192 барања во 2019 година. За 237% е зголемен контролниот инспекцијски надзор на комуналните инспектори. Во 2018 сме имале 92 контроли, а во 2019 310 контролни надзори. Во 2019 се изречени 127 платни налози, што е за 807 пати повеќе, ако се има во предвид дека во 2018 биле изречени 14 налози. Процесирани се 115 барања за поведување на прекршочна постапка во 2019, што е за 177% повеќе во однос на 2018. Зголемена реализација на активности бележи и одделението за комунални редари. Во 2019 се поднесени барања за прекршочни постапки 1120, што е за 77% повеќе во однос на 2018. Изречени се мандатни казни 72, визави 31 во 2018, а инспекцијата за животна средина во 2019 извршила 274 редовни инспекцијски надзори, односно 117% повеќе од 2018 година. Во 2019 година вонредните инспекцијски надзори се зголемени за 300% во однос на 2018, односно во 2019 се спроведени 49 вонредни инспекцијски надзори во однос на 2018 која беа 12. За 300% е зголемен и вонредниот инспекцијски надзор во акредитираните лаборатории, односно во 2019 имало 12 вакви надзори, а во 2018 само 3. Инспекцијата за патен сообраќај во 2019 извршила 271 редовен инспекцијски надзор, што е за 134% повеќе во однос на 2018. Зголемен е и бројот на контролни инспекцијски надзори за 66% и вонредни инспекцијски надзори за 600% во однос на 2018. Во секторот инспекторат на град Скопје ангажирани се околу 60 лица, а надлежностите на инспекторите од сите области се базираат на посебните
материјални закони во делот на комуналните дејности, даноци, комунални такси, патен сообраќај и патишта, животна средина, образование, спорт, туризам, угостителство, како и закони кои што се заедничка надлежност, а тоа се Закон за инспекцијски надзор, Закон за општа управна постапка, Закон за прекршоци, Закон за постапување по преставки и предлози, Закон за локална самоуправа и Закон за град Скопје. Од сето ова можеме да заклучиме дека градот Скопје полека, меѓутоа сигурно, веќе е спремен да ја превземе целокупната надлежност на целокупниот инспекцијски надзор во доменот на надлежностите на локална самоуправа на територија на целиот град. Она што јавноста треба да го знае е фактот дека се подготвува меѓуопштински договор, до кој што би требало до крајот на овој месец да го подпишеме, заедно со 10 скопски општини, преку кој што ќе се изврши централизирање, односно фокусирање на инспекцијскиот надзор на територија на главниот град, а кој што ќе биде под покровителство на градот Скопје, са финалното согласување на ставови ќе резултира со конечен предлог. Идејата е да го окрупниме овој сектор на ниво на сите општини, идејата е, како што кажа и колегата Нумовски, да ги дисперзираме инспекторите кои што се во моментов локални во општините, за да можат, не знам, инспекторите од Ѓорче да вршат инспекцијски надзор во аеродром и инспекторите од аеродром по обратно. Како пример го кажувам, со што веруваме дека субјективизмот во постапувањето во добар дел ќе биде отстранет. Целта ни е, како што реков, да се избегнат случаи каде што некој воопшто ќе може да помисли, а камоли да почне да градби дивоградба во центарот на Скопје, како што беше случајот во Мавровка. За жал, ова се навики кои што ги имаме од порано и некако како инерција се случуваат кај определени групации и кај определени поединци, но она што е позитивно за разлика од минатото е фактот дека сега постои политичка волја кај сите релевантни субјекти да се спречи ваквото урбанистичко дивење и не само да се спречи, туку да се превенира за во иднина да не ни се случува истото. Затоа денеска тука разговараме за оваа тема. Затоа и понатаму ќе продолжиме за воведување на ред во сите области од надлежност на локална самоуправа, што понатаму ќе обезбеди и владење на правото и спроведување на правдата, онаа ситна правда која што секој граѓанин ја гледа и ја заслужува, да дадеме предност на луѓето што ги почитуваат законите и да ги скратиме можностите на луѓето што не ги почитуваат законите. Во функција на ова е и текстот за законата комунална полиција, кој што град Скопје го изготви, го достави до централната власт, во текст усогласувањата со ставовите во однос на превземање на ингеренциите од определени министерства, пред се Министерството за внатрешни работи, во ситните случаеви на нарушување на јавен ред и мир, што се подразбира и фрлање на отпад и, не знам, кршење на урбана опрема, од тој тип на постапувања, во делот на инспекцијските надлежности кои што ги има и градот и општините, меѓутоа и државната инспекција, со цел да создадеме едно униформирано и унифицирано тело кое што ќе се грижи за редот, за почитување на законите и да некои работи кои што во минатото ни биле нормални, едноставно, а знаеме дека не се во ред, едноставно исчезнат. Благодарам.